Добар ден, криптоентузијасти. Како што најавивме, денеска ќе имаме видео за вести, во кое што ќе ги обработиме вестите од денешниот ден и претходната недела, сето оно што се случило, што е битно за криптосекторот, со цел да го направиме оној дел од фундаментална анализа кој што ни е потребен со цел да имаме целосна слика на пазарот, а утрешниот ден ќе биде дел за техничка анализа, каде што ќе погледнеме што се случува на пазарот. Но пред да продолжиме понатаму, сакам само да напоменам дека утрешниот ден ми сакал дополнително да земам малку време за да ви објаснам околу целокупноста на циклусот, односно не го гледате циклусот толку, како да кажам, зумирано. Значи мораме да одзумираме со цел да видиме целосната слика, каде се ногиме и што е следно во овој дел од циклусот, каде што се ногиме најдлабоко во самиот пазар, додека и што понатаму не следува, затоа што многу луѓето мислат дека ќе дојдеме до дното на биткоин и веднаш ќе влеземе во бул маркет, зборувам забрзан бул маркет, така да има уште многу што мораме да поминеме и за да стане јасно за сите оние каде се ногиме како генерален циклус. Значи тоа е многу битно затоа што многу луѓето се уште немаат видено како еден целосен циклус изгледа и што моментално очекуваме од како ќе го утврдиме дното. Но за тоа утре нормално. Денеска, како што рековме, ќе поминеме преку некои вести кои што ги најдов, иако денеска има малку повеќе од вообичаено. Верувам дека сите овие вести ќе ви бидат интересни, затоа што сите се од различен сегмент од криптосекторот и за различни криптопроекти. Нормално, како и секогаш, прво ќе ве замолам за мала поддршка, секој кој што нема направено subscribe на каналот, ќе ве замолам да го направите. Тоа значи е многу мала работа, одзема 1 минута. Да направите subscribe, да направите нотификација, да ви стасува кога имаме ново видео. Со тоа помагате на нашиот канал и помагате на сите оние кои што се уште не знаат дека работиме на тоа да донесеме крипто информации до вас. Така да на тој начин ќе ни помогнете и нас, но ќе ни помогнете на многу од нашите сограѓани да дознаат за нашата страна каде што напорно се обидуваме да го доближиме крипто до вас. Сега, првенствено, иако знам дека многу од луѓето кои што следат мојот канал не се големи љубители на Ripple, ова се битни информации, значи пак ќе напоменам, не ги гледате криптовалутите пристрасно, значи ова не се фудбалски клубови, ова се проекти кои што може да ви донесе профит или не. Така да гледајте ги како така, гледајте ги низ призмата на парите, за жал, така функционира економскиот свет, не ги гледајте од типот јас го мразам проектов или јас го сакам проектов. Гледајте ги непристрасно, значи тоа е многу битно. Сега, Ripple моментално на својот XRP Ledger, значи тоа е така се нарекува Ledgerот, самата книга на XRP, моментално успеа да развие мост помеѓу Ethereum Virtual Machine и самиот XRP Ledger. Односно, успеа да направат сайдчейн кој што ќе работи компатабилно со Ethereum Virtual Machine-ата и на овој начин фактички е многу добар, значи за двата блокчейни овој да речем напредок, затоа што со оваквиот мост, каде што немате потреба од пулови, немате потреба од врап, немате потреба од други видови на пренесување на средства од едно на друго место, со оваквиот директен мост направен помеѓу XRP и Ethereum Virtual Machine, вие фактички можете да го користите Ethereum Virtual Machine или самиот Ethereum Smart Contract како екосистем, а во исто време да бенефицирате од побрзите трансакции на Ripple блокчейнот, како и по ефтините трансакции на Ripple блокчейнот. Во превод, можете, фактички во исто време да ги користите двете. Интересно тоа што на самиот сайдчейн кој што ќе работи компатабилно со Ripple и со Ethereum Virtual Machine, ќе може да ги користите и самите апликации кои што моментално се најпопуларни на Ethereum, како MetaMask, Remix и Truffle. Ова се уствари начини на кои што се зближува едниот со другиот блокчейн. Ова е соработка, ова не е како да ви не се оние компетиција во оваа ситуација, туку буквално работа на тоа да се најде начин како да можете да пренесувате средства од едниот на другиот блокчейн без при тоа да морате да ги пренесувате во сосема друг блокчейн преку Fiat или пак преку врап. Разбирате, поентата е да се најде начин како да се направи мост помеѓу сите овие блокчейни, што нема да треба, например, вие да го менувате Ripple во долар, па од долар во Ethereum или директно да речеме, или пак да речеме да ви се бидат потребни оние пулови каде што имате Ethereum и Ripple за да можете да ги размените. Сето тоа се елиминира и имате директен мост каде што самите апликации работат и на едниот и на другиот блокчейн, што е многу добро
ако мене ме прашувате, тоа е една од подобрите работи кои што сум ги видел денес. Сега кога веќе зборуваме за Ripple, јас ги одвоив за Ripple, имаме 2-3 вести кои што сакам да ги споделам со вас, кои што се многу битни. Посебно оваа е битна затоа што станува збор за судењето со SEC, а тоа е нешто што за жал, многу ја кочи работата на Ripple и тоа е една од главните причини поради која што Ripple се наоѓа моментално на ово место каде што се наоѓа, затоа што сакам да ги потсетам сите оние што држат Ethereum дека доколку Hinman, сега оние кои што се запознаени со самиот случај, председател на SEC, односно тоа е фактички комисијата за хартија од вредност во Америка, претходниот председател, не овој кој што е сега моментално, туку претходниот Hinman, на неговото излегување од канцеларија дава говор со кој што вели Ethereum не е security, односно Ethereum не е хартија од вредност, а во моментот кога буквално излегува од врата, остава тужба против Ripple дека Ripple е хартија од вредност, зашто добива дебела сума на пари од една од фондациите кои што тргува исклучиво со Ethereum, што моментално двете страни се обидуваат да го докажат на суд, но тоа е, да речем, кратката приказна. Долгата приказна е веќе 2 години и сите оние кои што држат Ripple, како што, например, и јас, се доста изнервирани околу сето тоа, но не е битно. Поентата е што самиот Ripple понатаму продолжува она што разговараме во нашето претходно видео за Ripple, ако не сте го погледнале, ќе ве замолам да се вратите. Во на структура за портфолио ние разговаравме едно видео исклучиво за Ripple, каде што објаснивме се. Како се случува, што е битно. Сега, овдека она што треба да го видиме од оваа вест е дека во ноември, ова е Бред Гарлингхаус пред неколку дена има гостувано на емисија, во која што самиот кажува дека во средината ноември конечно двете страни вели fully briefed in front of the judge, односно двете страни ќе завршат со изнесување на факти и докази пред судијата, со цел конечно да се остави на судијата после тоа да одлучува за summary judgment, односно што представува summary judgment за оние кои што не го следеле нашето претходно видео. Ripple моментално за да ја заврши ова со самото судење, моментално бара од судот со сето оно што било изнесено до сега да се прииде кон завршување на судскиот процес и да се донесе одлука во однос на фактите кои што се досега доставени, затоа што моментално SEC, самите нивната агенција за хартија од вредност, се обидува да го одлаговлече колку што може повеќе, затоа што очигледно го губи случајот. И сега за нив уствари колку повеќе го одлаговлече, толку подобро, затоа што на тој начин фактички они го одложуваат својот пораз. Плюс да не забораваме дека моментално судот бара од нив да се изнесат оние мејлови каде што фактички помеѓу себе вработените во SEC разговарале за тоа дали навистина Ethereum е хартија од вредност или не, дали Ripple е хартија од вредност или не, но за жал тоа се уште не може да го добие, затоа што SEC како агенција или како да се нарекува кајнив за хартија од вредност е сепак државен орган и има доста моќ и затоа се обидува да не го даде ова како податок, но тоа повторно не е битно. Битно е дека моментално Ripple бара со она што досега е изнесено, без понатаму продолжување на постапката да се донесе каква и да е одлука. Дали е позитивна или негативна не им е битно, битно е да се донесе одлука. Они за тоа кажаа дека нивните 5% од маркет кап кои што се наоѓаат во Америка им се небитни, дури и Америка да донесе негативна одлука, они само ќе продолжат понатаму со работа со целиот свет, освен Америка, така да мене ако го прашувате тоа опште не е лошо. Сега, следно многу битно што сакам да го напоменам е еден од адвокатите кој што работи на овој случај, а тоа е господинот Джереми Хоган, кој што ствари представува отприлика огромна, сега не знам точно колку беа, но огромна бројка на Ripple инвеститори. Джереми Хоган представува трета страна во овој случај, односно ги имате Ripple како одбрана, ги имате SEC како практично обвинение во оваа ситуација и ги имате клиентите на Джереми Хоган кои што сите уствари поседуваат Ripple заедно со него, кој што е исто така адвокат, кој што представуваат трета страна и моментално се обидуваат како трета страна да помогнат на одбраната, што судот го дозволи, нормално они се веќе оприлike една година во целата оваа постапка, каде што Джереми Хоган постојано се обидува да помогне на страната на одбраната и да покаже дека моментално оно што го работи SEC нема врска со правда, моментално SEC работи за големи корпорации кои што држат Ethereum. На сите им е тоа јасно, на птиците на надвор им е јасно, но за жал едноставно не оди тоа така. Така моментално функционира
корпорацијската Америка, како што можеме да видиме, но како и да е. Значи, он се видео да докаже дека сите овие луѓе кои што поседувале Ripple, значи, они не може да поседуваат хартија од вредност кога ја тргуваат помеѓу себе и они не знаат дали ќе отиде нагоре или надолу, тоа е само спекулација. Значи, интересно од целата ситуација е фактички што они се обидуваат да докажат дека Ripple е хартија од вредност со некој закон од 1949 наречен Howey тест, што не може, значи од 1949 закон кој што е донесен за нива со портокали буквално да биде моментално користен за дигитални средства, што е, нели, абсурдно, ама ете тоа е она напредна демократија во Америка која што користи case law, ме разбирате, нели? Нема потреба од закони, ќе користиме случаи. Значи тоа е демократија. Како и да е. Значи проблемот со целата ситуација е што многу од луѓето во светот моментално, значи не зборам за тоа што јас поседувам Ripple. Зборам поради тоа што многу луѓе поседуваат Ripple и се заглавени само поради тоа што некој главуч во сек се обидува да добие по секоја цена. Сега интересното оваа ситуација кај што би требало да одделиме од оваа вест е тоа дека, значи, самиот во случајот Джереми Хоган изјавува неколку битни факти, сега ќе ви покажам, значи, точно што станува збор. Значи, вели дека Ripple се брани на две особи. Значи, главната одбрана на Ripple се однесува на овој Section 5 од нивните закони, каде што вели дека Ripple се брани дека воопште не се хартија од вредност, што уствари е главната одбрана на Ripple, и втората одбрана на Ripple е Fair Notice Defense, што значи дека не биле навремено известени, затоа што Ripple работи уште од 2016-17 година, а они дури во 2020 година конечно ги тужат за, нели, дека биле хартии од вредност, затоа што главната тужба се однесува на тоа дека Ripple направил продажба на хартии од вредност, оној ISO, IPO, Initial Public Offering, кој што фактички не го регистрирал со SEC и не се регистрирал себе си како компанија која што продава securities, односно хартија од вредност, со тоа што во оваа ситуација, значи, они буквално постојано кажуваат тоа дека они не се уствари хартија од вредност. И тоа моментално се оди да се докаже и моментално до сега СЕК не успеал да најде ниту единствен начин како да го докаже тоа. И дури и да не успеат во тоа, да речеме, значи после овој ноември 15 кога ќе заврши ова излагање пред судијата, дури и да не успеат тоа да го направат, значи они сепак имаат второстепена одбрана која што вели, не може вие сте не оставиле да направиме IPO во 2016-17 година. Сте не оставиле да тргуваме 4 години и вас кога ви одговарало од 2020 година сте не тужиле. Значи при тоа Ripple постојано соработува со SEC за сите овие години, но никогаш не му било посочено дека работи погрешно. И поради овие две причини јас верувам дека Ripple нема никаква шанса да изгуби во ситуација. Но нели, знам дека сум малку сега за ова детално сум малку пристрасен затоа што станува збор за комплетна неправда на крипто компанија која што се бори за целиот криптосвет. Значи вие колку и да не сакате Ripple, моментално ова што се случува со Ripple ќе биде, значи, осетено низ целиот свет на крипто. Затоа што сакале или не, значи Америка моментално представува центарот на финансискиот свет, за жал. Значи така е моментално ситуацијата поставена. Со тоа што ако се дозволи на СЕК да победи во оваа ситуација, тоа ќе представува репер, затоа што кај нив правото не е како кај нас. Кај нив правото се базира на case law, односно доколку они победат против Ripple, они ќе го користат ова за понатаму да може да тужат кого сакаат. Значи они може после тоа кого сакаат да го тужат, затоа што замислите ако вие победите некој гигант како Ripple, со толку пари за одбрана како Ripple, и потоа тие помалите се, значи, ситни риби за нив, они немаат доволно пари за да може да постават ваква одбрана како Ripple. Значи тоа што постојано ја кажуваме дека за жал Ripple моментално се бори за целиот криптосвет. И тоа мислам дека сите треба да оцениме затоа што парите кои што Ripple ги дава, верувајте ми, се смешни. Значи зборуваме за огромни пари за оваа одбрана и тоа на крајот дури и самите кажуваат, значи не е битно. Само завршете го случајот и тоа е тоа. Сега за жал имам негативни вести за оние кои што поседуваат Ripple, тоа е дека после 15 ноември кога конечно ќе завршат со излагање двете страни, значи повторно е потреба од 2 до 9 месеци според нивното право за судот да донесе одлука. Добро е тоа што судот оваа одлука која ќе донесе, значи 90% од, да речем, веројатноста е дека нема да биде обжалена, но повторно се потребни 2 до 9 месеци после 15 ноември за конечно да судот донесе своја одлука во овој случај кој што е многу тежок и многу долг. Сега, интересно во целата ситуација е тоа што ако ги земеме ноември
и 9 месеци напред, тоа не внесува во 2023 година втората половина, што веќе представува една година пред самиот халвинг. А ако се сеќавате, ние постојано трубиме дека една година пред самиот халвинг е званичниот почеток на бул маркетот, ако не и малку претходно. Но една година пред самиот халвинг веќе се почнува да трга нагоре и тоа многу. Така да, позитивно или негативно, мене ако ме прашувате, само треба да заврши, затоа што веќе 2 години еден цел бул маркет, Ripple го промаши само поради тоа што беше тужен од страна на SEC. Но нели, тоа е тоа, сакале не или не, така моментално се одвива финансискиот свет и немаме друг избор освен да продолжиме со него, но наградите за оние кои што имаат Ripple, а евентуално Ripple победи, ќе бидат енормни, само толку имам да кажам. Затоа што победа во почеток на бул маркет, а веќе сте имале еден бул маркет претходно акумулирано луѓе кои што не продале поради тоа што очекувале ваша награда, може да замислите што очекуваме за следниот бул маркет. Те разговараме, нели, понатаму ќе направиме соодветни анализи, но ова се главните вести околу Ripple, продолжуваме понатаму. Следно за кое што ќе разговараме MicroStrategy и споредбата на MicroStrategy и финансирањето исклучиво во биткоин за разлика од останатите компании и каков перформанс имаат истите. Ако сте запознаени со криптосветот генерално, сигурно знаете кој е MicroStrategy и Michael Saylor. Значи, Майкл Селер е еден од оние визионери кои што на вистина вложи се што има и се што направи во животот во биткоин. Со тоа што не само он сами од себе си, туку и собствената компанија во која што он е еден од главните значи, поседници на да речем, има најголем дел од хартиите од вредност од самата MicroStrategy и најголем дел за одлучување, каде што беше до пред некој време и главен на бордот на директори. Значи, истата веќе активно финансира од 10 август 2020 година, со тоа што, значи, моментално, до овој момент во бер маркетот, нивните акции се горе 69,31% од август 2020 година. Значи, дури и со овој бер маркет, дури со ова што моментално го гледаме, нивните акции сепак се 69,3% во плюс зборуваме. Така, наспоредно од она што моментално можеме да го видиме од перформансот на останатиот дел од маркетот, е сега интересно што е. Да, они генерално се во минус. Зошто? Затоа што вели, вкупно имаат внесено, значи 3 билиона и 975 милиони долари во биткоин, со тоа што моментално се во загуба 900 милиони. Е сега, тоа што ние го нарекуваме double down е тоа што оваа компанија го, како да обяснам, буквално го покажува на целиот свет. Значи, како и моментално онаа мала држава Ел Салвадор, начело со Букеле, значи моментално, како што можеме да видиме, они не само што не престана, они и забрзаа да внесуваат пари од собствениот буџет, од сето оно што го прават во биткоин, во овој најдлабок дел од бер маркетот. Затоа што, значи, вие кога сте 917 милиони во загуба, а вашите акции сепак се 69,3% во профит, значи, вие фактички прво сте добиле многу голема доверба од трговците на пазарот, затоа што, значи, они купувале ваши акции поради тоа што веруваат во оно што го правите. А во исто време, иако се во загуба од 917 милиони, да не забораваме дека кога цената на биткоин ќе порасне, а они моментално работат на DCA на биткоин, затоа што ваков тип на капитал, значи единствено што можеш да направиш е DCA, каде што Майкл Селер вели, значи јас не би допрел долар вика кога не би морал, но дури ако морам, вели, значи оваа сума која што има моментално биткоин, значи гледате колку паметна стратегија, вели вака. Значи дури и да ми треба да се задолжам, а моментално се ми е затворено во биткоин, јас би го ставил биткоин како колатерал за да земам оно колку што ми треба. И повторно би продолжил да го држам, затоа што нели тие пари повторно ќе ги вратите со оглед на фактот дека сте огромна корпорација, но интересното од целата ситуација е што вели дури да се задолжам во биткоин, јас она што би го земал како заем би го искористил да купам повеќе биткоин. Затоа што играта во оваа ситуација, она што постојано ви кажувам, значи доколку сте влегле во крипто за да се збогатите брзо, подобро затворете го видеото моментално и гледајте нешто друго, не знам, имате градинарство, готвење на YouTube, што сакате. Значи гледано од аспект на тоа да се стане богат, да се стане, нели, соодветно финансиски стабилен, е тоа дека мора да го гледате ова како долга игра. Значи криптото се сега моментално доаѓа. Досега ние немаме некои големи корпорации кои што моментално, да речем, внесуваат голем капитал во крипто. Прост пример, затоа што 3 билиона се ништо. Значи 3 билиона се буквално ништо
во тоа колку големи корпорации и институции и држави има надвор кои што може да внесат капитал во овој маркет. Значи само за споредба. Значи повторно ќе го спомнам BlackRock и никогаш не го забравајте овој име, затоа што BlackRock представува се што е лошо моментално со финансискиот систем. Но во исто време BlackRock поседува 10 трилиона, значи 10 трилиона за разлика од овие мизерни 3 билиони. 10 трилиона под свој менеджмент систем. BlackRock нема пари внесено. Не постои, значи буквално тоа што го гледав, да речем генерално за BlackRock, вели, значи не постои нешто што вие го поседувате што не е допрено од BlackRock. Да речем имате дома шолчиња кои што сте ги купиле од не знам Тајван, ама во Тајван таа компанија сигурно е барем дел од неа поседувана од некоја од гранките на BlackRock. Или сакам да ви кажам буквално секој сегмент од вашиот живот е допрен од ваков тип на корпорации кои што се толку енормни, а вие не знаете ни дека постојат, а истите имаат толку голем капитал што кога би влегле во крипто, тоа би било ненормално. Значи зборувам ненормален раст на цените. Проблемот е да бидеме таму пред тоа да се случи. Односно регулатива и слично. Значи ќе зборуваме, наскоро имам и една тема околу регулативата, но она што сакам да ја кажеме, овие entrepreneurs или компании и корпорации кои што моментално внесуваат пари се визионери, се вистински пионири, затоа што моментално да имаш доволно храброст да внесеш во ваков тип на експериментален маркет, ваков тип на експериментална технологија која што иако има толку потенцијал, значи се уште не се знае дали ќе биде комплетно успешно. Но проблемот е што финансиските институции и држави се уште нема начин како да ја запрат. Тоа е проблемот. И не можат да најдат затоа што технологијата е толку совршено направена, првенствено биткоин, а понатаму и останатите, што нивната децентрализација не им дозволува на финансиските институции да ја запрат, ниту да ја променат, ниту да ја значи било како не можат да делуваат на неа. Така да единствено што станува на нас е да бидеме паметни и да инвестираме пред ваквите корпорации да дојдат, затоа што главниот профит ќе биде во моментот кога ќе имаме светска регулатива и кога ќе имаме светски финансиски стандард, а тоа моментално се случува. 2023, значи од овој ноември, па натаму имате ISO 20022 финансиски систем кој што ќе биде за имплементирање на крипто во финансискиот систем низ целиот свет. Значи тука се случува. Имате регулатива МИКА, која што моментално, значи тоа е наводно на гласање, ама тоа е веќе изгласано. Вие не можете да имате веќе, значи 2 години се работи интензивно на оваа регулатива, со тоа што она комплетно е разработена како текст, како закон. Ова моментално во парламентот во Европа е само процедурално, значи знаеме дека Европскиот парламент нема моќ да донесува одлуки ако пред тоа истите не биле донесени на Советот на министри на Европа или на самата Европска комисија. Значи, тие две уствари веќе го донале овој закон. Ова на парламентот е само за да се помине пред народот дека ете, значи и народот го прифаќа, значи и самите парламентарци гласале дека тоа треба да биде регулатива на цела Европа. Така да, значи, она што го гледате оваквиот тип на компании кои што, значи, се стварно иновативни и ова што го прават моментално ќе биде дебело наградено во иднина, тоа е нешто што ние треба да го гледаме како, значи, замислете на MicroStrategy не е проблем да изгуби 900 милиона затоа што знае колку ќе добие во иднина. А нас не е проблем да купиме кога моментално биткоин е 20.000 затоа што не сме сигурни дали ќе оди нагоре. Значи, нив не има проблем да изгубат од практично 4 билиона еден, тоа е 25% од 4 билиона зборуваме, а нас не е проблем да внесеме колку ќе внесеме? 300 евра, 3000 евра, колку ќе внесеме? Значи, гледате и големите играчи, гледате колку нив не има проблем да изгубат, тоа значи дека они имаат прво, како што постојано кажувам, следите и големите играчи, затоа што они имаат првенствено многу повеќе буџет од вас, може да направат многу посоодветно истражување, имаат многу повеќе информации од вас. Големите играчи треба да им дадат пример што понатаму ќе се случува, а моментално големите играчи се припремаат на дебело. Прост пример. Гледајте го следниот, значи ова 16 октомври, значи пред 2 дена. Регулативата на биткоин доаѓа и што и на колку ќе му пригоди практично. Значи, ова статија земам затоа што овдека се објаснува генерално за тоа каква е ситуацијата во Америка. За разлика од Европа, каде што веќе имаме унифицирано право, кое што само треба да се преведе и ратификува во матичните парламенти на сите овие 28 членки, значи во Америка
имате проблем, каде што моментално, иако они кажуваат дека не се заинтересирани за крипто рано и сето тоа, значи ви имате интернален проблем, каде што имате две комисии, едната е комисија за хартија од вредност, а другата е комисија за суровини, оваа Commodity Futures Trading Commission, која што работи исклучиво на трговија на суровини. Значи они фактички ги регулираат оние компании кои што работат со суровини. Сега вели вака. Значи проблемот е што моментално самото најголемите тела, значи најголемите институционални тела во Америка се обидуваат да ја постават Commodity Futures Trade Commission, односно CFTC или Комисијата за суровини, да биде главна на целиот криптопазар. Но проблемот што е? Што во исто време ги имате и СЕК, односно Комисијата за хартија од вредност, која што е против ова. Каде што овде имате борба помеѓу две огромни институционални тела, кои што се направуваат не за тоа дали ќе земат регулативата или сакаат да направат регулатива, не се заинтересирани да направат регулатива. СЕК е прост пример за тоа. СЕК нема никаква намера да направи регулатива затоа што без регулатива они може да одат против секого кога сакаат. И моментално нив платата им зависи од тоа дали ќе успеат да докажат дека некој е крив или прав, се разбираме? Така да нив не им е потребна регулатива, нив им е потребно да бидат назначени дека се одговорни за целиот овој пазар. Што ако се случи е голем проблем. И затоа имаме надпревар помеѓу овие две комисии кои што да бидеме реални, нема добар. Значи овдека се само две моќи кои што се направуваат да превземат контролата на целиот криптопазар. Со тоа што во еден сегмент овдека вели дека значи моментално Гери Генслер кој што е одговорен на СЕК, само да не знам каде беше, значи само сакав да го вели дека нема е проблем да се даде целата поддршка на CFTC да биде одговорен за целиот криптопазар како врховен одговорен институција за криптопазарот, но при тоа СЕК да не биде заборавено. Значи гледате, они се обидуваат да се наместат себе си во некоја пирамида каде што уствари ќе бидат одговорни на целиот овој пазар и за сите да можат да профитираат од сето тоа. Значи проблемот кај ни што е? Они уште не одлучиле ни кој ќе биде одговорен за овој пазар, а да не разговараме каде се назад со правење на регулатива, па кај ни сета таа регулатива мора да биде значи предложена од соодветен број на сенатори, па истите понатаму да ја донесат, па да биде променет текстот. Значи имате цела една како да кажам, значи голем обем на време кој што е потребно за сето тоа како процедура да помине кај нив, што они го немаат. Затоа што ваквиот момент каде што гледаме дека Европа моментално е напред со сето ова, каде што гледаме дека Мика моментално само што не влегла во сила, значи вие на тој начин Америка се става во ситуација да го изгуби ова како предност во центарот на финансискиот свет моментално и на тој начин фактички Америка да се стави на второ место позади Европа, а да не разговараме за другите земји кои што многу полесно би можеле да донесат регулатива. Со тоа што ова е главниот проблем во Америка, кој што за жал представува пример за поголемиот дел од државите во светот. Односно, кога Америка ќе донесе регулатива, кога Америка конечно ќе одлучи кој ќе биде одговорен, верувајте ми, еден тон држави, помали и поголеми, ќе почнат да го следат тој пример. Прост пример. Зошто Македонија сега, во 2022 година, во среде зима, кога имаме еден тон проблеми, сега одлучивме дека треба да воведуваме закон за перење на пари, каде што дел од законот е и криптовалути. Мислите дека некој во Македонија седнал да го напишал тој закон? Ако има двајца писмени да седнат да го преведат тој закон, тоа ја би бил презадоволен. Значи Македонија не е ни способна да седне да напише закон за крипто, затоа што тие неписмени што не водат, не знаат ни што е крипто, не знаат ни дефиниција за крипто. Сакам да ви кажам, малечките и средните држави следат вакви примери. Во превод, кога овие идиоти во Америка конечно ќе се одлучат што понатаму ќе се случува со крипто, верувајте ми, сите ќе следат, затоа што сакале или не можете да го изгубите тој тренд, затоа што ќе бидете многу позади сите. Прост пример за тоа е ISO 20022, каде што вели вака: од ноември па до овој ноември, па до ноември 2025 година ќе постојат паралелно ISO 20022 и SWIFT, каде што се уште на старите банки, оние институции кои што не успеале да се прилагодат, кои што не успеале да го прилагодат сопственото право, финансиски систем и слично, им се дава шанса да дојдат и да го направат тоа, затоа што после ноември 2025 година вие веќе нема да имате SWIFT.
Односно, ако не сте успели да се интегрирате во новиот ISO 20022, вие нема да имате право да бидете дел од финансискиот систем. Истото и во оваа ситуација со ваквиот тип на големи држави како Америка, каде што кога ќе се одлучи кој ќе биде одговорен за крипто, значи ќе се копира. Малите држави и средните држави само ќе го копираат тоа. Ако таму биде комисијата за хартија од вредност, исто да ќе го направат и они. Ако законот во Америка биде таков, само ќе го препишат другиот. Ама тоа нас не е битно затоа што на тој начин вие доаѓате до момент каде што тоа ќе биде прифатено од вашата држава. Значи нас не е битна масовната адаптација. Сето она што моментално го гледате вие во регулатива или финансиски системи, гледајте го преку призмата кога крипто ќе дојде на мејнстрим сцената. Кога тоа ќе се случи, тогаш ќе биде вистинскиот профит. Значи овие циклуси се само редовен, како да кажем, редовно редистрибуирање на капиталот од оние кои што не знаат што прават на оние кои што знаат што прават. Но овој циклус кога ќе дојде и кога ќе имаме масовна адаптација, што јас верувам дека голема веројатност да биде следниот со оглед на фактот дека сите овие датуми се, значи навистина кажете ми ако е коинциденција. ISO 2022, значи 2025 ноември е целосно имплементиран каде што крипто ќе биде дел од финансискиот систем. А 2024-2025 според нормалниот биткоин циклус е биткоин bull market. Во исто време имате Мика која што во 2023 година треба да биде комплетно значи веќе имплементирана од сите страни во европските земји, каде што со ваквата регулатива Мика било која крипто компанија која што е регистрирана да речеме во Холандија може да биде легална насекаде во целата европска зона. Значи, зошто е тоа така? Тоа е една година пред самиот халвин. Од каде? Зошто е тоа брзање? Значи, они моментално немаат паметна работа. Значи, имаат економска криза, имаат енергенска криза, имаат криза во војна. А не фиме сега битно моментално да се работи на крипто. Значи, сакам да ви кажам, сите овие работи не се за џабе. Сето оно што се случи во позадина треба да го гледате, а овие вести ви го покажуваат тоа, само треба да бидете паметни и да го видите. Дури да сме грешка, нормалниот биткоин циклус нас ќе ни го донесе профитот. Ова е само можност за 15 пати поголем профит ако тоа се случи, поради големината на капиталот кој што ќе влезе на пазарот. Може би сум малку доседен, но додека ова не го разберете, џабе го гледате мојот канал. Така да ова е моментот што треба да го разберете. Масовна адаптација, тоа е она што нас не е битно. Сега, следно за кое што сакаме да разговараме е ADA. Е нешто интересно околу ADA, односно околу Hydra. Значи, ако се сеќавате, ако не сте го погледнале нашето последно видео за структура на портфолио кај што разговараме зошто ADA, ќе ве замолам да го направите. Значи, оние 4 видеа кои што моментално 3 направивме, а тоа е зошто DOT, зошто ADA, зошто Ripple. Ќе ве замолам да ги погледнете затоа што тоа се дефиниции за тоа зошто уствари ние финансираме во тие проекти и генерално ќе сватите зошто толку време сме искористиле за да научиме кои се овие проекти, што е толку битно за нив, кој е нивниот потенцијал. Значи таму 1 час и повеќе зборувам за тоа кој е проектот и што ние правиме со него и кои се нашите планови. Исто како и ADA, каде што детално објаснуваме што е Hydra. За оние кои што не знаат, само на кратко, Hydra представува солуција со која што ADA блокчейн системот ќе ги решава своите трансакции офчейн, каде што Hydra представува офчейн солуцијата со собствените, значи така наречено многу глави решение, во кој што секој од овие глави го има самиот ADA блокчейн и самиот Plutus значи програмски јазик и секој од овие глави е способна да имплементира се од самиот блокчейн и работи со 1000 трансакции во секунда. Значи замислите секој од овие глави. Тоа е офчейн решение кое што многу ќе го забрза ADA блокчейнот. Значи зборуваме за брзување кое што досега не е видено на пазарот, значи негде од 1 до 3 милиона трансакции во секунда се предвидува затоа што веќе е успешно интегриран на тестнет. Сега, генерално ADA може да погледнете значи на оваа страна на HitGrab. Значи на HitGrab овдека го има целиот програм за ADA. Јас на вистина не се разбирам, ја многу би сакал да се разбирам, но генерално програмирање сум нула и овдека моментално може да видите се околу скриптите, значи на самиот HitGrab, ако напишете ADA HitGrab, GitHub, GitHub. Значи на GitHub тоа е уствари страна каде што може да се видат јавно
објавени проекти на кои што јавно се работи, значи јавни скрипти, каде што на github.com може да погледнете и каков е развојот на Hydra со буквално секој сегмент од иста. Значи, може да видите дека Hydra е јавен проект кој што Ада моментално го работи, но за жал на вистина не се разбирам повеќе за да би можел да ви дадам соодветна анализа, што ми е многу жал, но за жал не може да се разбирате во се. Кога сте поминале 7 години за да вршите правен финанси, мастер на финанси и финансово право, па потоа правосуден, едноставно немате време за да завршите се што сакате. Понатаму можеби, не знам. Како и да е. Значи, интересното оваа ситуација е што она што јас не го знаев, го научив од оваа статија е дека значи Cardano не работи сам на Hydra. Он моментално работи со интегрирање на најголемите и најдобрите апликации на нивниот екосистем, меѓу кои што и SundiceSwap, кој што како таква апликација фактички помага во практично еволуирање на оваа солуција, оваа Hydra солуција, и на тој начин не само што помага, туку и се интегрира, значи она самиот код го интегрира да биде директно компатибилен со Hydra, кој што ќе биде, сега тоа е интересно што овде како видов. Значи прво да објасниме што е SundiceSwap. SundiceSwap за ADA е она што е моментално Uniswap за Ethereum. Значи Uniswap е најголемата децентрализирана менувачница на Ethereum, додека SundiceSwap е најголемата менувачница децентрализирана на ADA. Со тоа што за жал се уште е многу нова, истата моментално почна да работи, значи еве гледаме, значи иако не е тоа одамна, јануари 2022, проблемот е што они почнаа буквално во почетокот на самиот bear market и затоа многу не е познато за нив, но ние имаме Sundice токени и ги добивме од Initial Stake Offering. Тоа беше првиот Initial Stake Offering на Cardano, каде што можете да вложите Cardano, да добиете Cardano како награда и при тоа да добиете и SundiceSwap токени. Значи ние ги добивме затоа што моментално сакавме да видиме како тоа изгледа и беше многу успешно и моментално ги имаме, но нормално нема да ги користиме се додека не додеме во следниот bull market, нормално. Сега, што е интересно во оваа ситуација? SundiceSwap е една од најголемите апликации кои што се развиваат на Cardano и е активна, значи исто како Uniswap има трансакции, може да менувате токени директно. Со тоа што е интересно во оваа ситуација што е? Значи тоа дека ги интегрира моментално сите овие големи апликации да помогнат во решавањето и во интегрирањето на самиот код. Но она што е најбитно, што јас например не го знаев и го научив од оваа статија, вели вака. Значи кој ќе биде главен за инфраструктурата на Hydra? Најчесто оваквите солуции се имплементирани од одреден орган или да речем компанија или што и да е. Он вели вака. Значи моментот кога ќе успееме целосно да развиеме Hydra, ќе биде како дел од самиот Cardano. Односно, овој следен чекор, оваа ера на скейлинг на Cardano, ова е една од главните солуции на Layer 2, каде што ќе се решаваат овие трансакции со цел забрзување. Но вели вака, секој пул, секој оператор, секој девелопер ќе може да го имплементира овој дел од скриптата на делот каде што фактички работи, во превод. Да речеме, оние сите пулови кои што моментално помагаат во децентрализација на Cardano, автоматски ќе биде интегриран на Hydra во нивната работа, односно сите овие трансакции ќе бидат енормно забрзани затоа што тоа ќе биде дел од самиот код. Значи нема фактички самиот код ќе еволуира до степен каде што Hydra ќе биде неизбежна layer 2 солуција. Значи вие на Ethereum, ако сакате да користите Polygon, вие морате да отидете на Polygon, да ги смените токените во Polygon за да можете да го користите тоа. Додека за разлика од тоа, Hydra нема да има потреба да го менувате ADA токенот во ништо, туку истиот го користите на самиот блокчейн. И Hydra ќе биде дел од блокчейнот. Значи Hydra како layer 2 солуција нема да биде посебен проект со посебен токен, туку ќе биде самиот Cardano токен. За разлика од тоа, layer 2 солуциите на другите блокчейн, како што е на пример Ethereum, еден од најпознатите, затоа што Ethereum мора да користи layer 2 солуции, затоа што иначе неговите fees и трансакции, брзина на трансакции се многу бавни. Значи во таа ситуација вие мора фактички да ги користите токените на layer 2 солуцијата со цел да може да ги користите нивните да речем позитивни страни, како брзина на трансакција и ефтиност на трансакција. Така да ова е едно од оние мастер, како да кажам, девелопмент што јас навистина ги чекам и затоа и верувам многу во овој проект, затоа што досега ADA не потврлила. Значи зборуваме се што кажале, се направиле. Сакале ви или не, лутеле, дали бил мртов чейн, ваш проблем. Ја не ви кажам што финансирате, ја ви кажам зашто ја финансирам во сето ова. И значи досега ја не сум видел ниту еден промашај од ADA, а следниот bull market тоа ќе го покаже, но нели останува да видиме. Видете,
затоа и имаме диверзификација на портфолио. Значи, колку и да верувате во еден проект, колку и да звучи одлично, и Луна звучеше одлично, па падна. Затоа имате диверсификација на вашето портфолио со цел да го намалите ризикот и да се случи еден проект да пропадне, останатите да продолжат понатаму и да го надополнат оној губиток што ќе го имате од, да речем, еден од проектите кој што пропаднал. Значи, на тој начин фактички вие, затоа и велиме постојано диверсификација на портфолио. Значи, во следниот период кога ќе утврдиме биткоин, но тоа ќе биде следниот момент кој што ние ќе го работиме како страна, да ви покажеме како да го диверсифицирате сопственото портфолио. Ние моментално држиме само 4 валути, но тоа ќе се смени. Понатаму ќе ги диверсифицираме овие 4 валути во многу помали валути со многу помал маркет кап, со тоа што ќе го зголемиме нашиот ризик, но го зголемуваме нашиот ризик кога конечно сме утврдиле биткоин но. Што значи дека немаме каде да одиме освен нагоре. Нормално ако не се случи нуклеарна војна. Затоа диверсификација на ризик е еден од главните работи на кои што ќе работиме како канал. Запамтете го тоа во следниот период кога ќе дојдеме веднаш после биткоин ното. Сега, интересна работа за Етериум која што е најдов, а тоа е дека од моментот на мрџот имаме 90.000 нови адреси на дневна база. Тоа значи дека околу 90.000 нови волети купиле Етериум на дневна база од моментот на мрџ. Значи, зошто ви го кажувам се тоа? Ако се сеќавате, јас многу пати ви спомнав тоа во следното видео кога ќе разговараме за Етериум, кога ќе ви кажеме зошто ние уствари имаме толку Етериум. Ќе ви објасниме во детали, но само сакам да ви објаснам генерално да сватите поентата зошто оваа вест е многу битна. Значи, многу од луѓето го разбираат тоа, но сакале не или не, тоа пак се една многу мала количина на луѓе кои што разбираат тоа, да речем, математичка прецизност на оно што моментално го направи Етериум. Значи, Етериум направи неговиот токен да биде дефлацион. Дефлацион токен е сон на секој инвеститор. Зошто? Значи, вие кога моментално држите пари во било која валута, дали е тоа долар, дали е тоа евро, дали е тоа што сакате, вие автоматски губите на инфлација. И доколку вие не го менувате ова, да речеме од долар во евро, од евро во јен, од јен во, не знам, шведска круна, за со цел да правите трговија каде што би добивале на профит на разлика од самите валути, вие постојано губите на годишно ниво во однос со тоа колку е инфлацијата на самата валута која што ја поседувате. Во превод, и да имате моментално долари, моментално инфлацијата на доларите е околу 8,1 или 2, нели, како што беше последниот пат кога разговараме за инфлација, проценти, така? Што значи, дури и да цената на доларот оди нагоре, вие пак на годишно ниво губите околу 8,2% на инфлација. Значи, губите, тоа значи дека секоја година цените во долар скакаат за 8% ако тоа и понатаму продолжи, нормално. Значи, проблемот во оваа ситуација е што мора да разберете дека Етериум со неговиот мрџ, главното што го направи е што успеа да стане дефлацион. Сега, за жал, Ethereum Burn не работи, јас прв пат го гледам, не ни очекувам вакво нешто. Значи, моментално Ethereum Burn беше страната која што ја следиме, каде што можеме да видиме колку Ethereum е изгорен практично на дневно ниво, во секоја секунда. Ова е единствената страна која што моментално ја најдов за Ethereum Burn, а ќе ве замолам ако најдете подобра страна, навистина сакав да најдам, каде што можеме да следиме колку Ethereum е изгорен на месечно ниво, на годишно ниво, да ми ја пратите, поради тоа што јас немам моментално, не може, стварно пробав, не може да најдам. Каде што вели вака. Значи, само да ви објаснам генерално што уствари се случи. Инфлацијата на Ethereum беше 4,3% на годишно ниво, што значи дека количината на Ethereum, самиот број на токени на Ethereum се зголемува за 4,3% на годишно ниво. Односно беа минтани негде околу 4.600.000 Ethereum токени на годишно ниво, како награда за сите proof of work кои што има машини и копа, за да ги процесираат трансакциите. Сега со нодовите, наградите се намалени за 3 пати, односно наместо 4,6, моментално имате еднаш се намалува на 2.300.000 Ethereum, втор халвинг се намалува на 1.150.000 и уште еден, фактички затоа се нарекува трипл халвинг, се намалува на 600.000 токени горе-доле. Значи на годишно ниво моментално за разлика од 4,6 милиона сега се произведуваат само 600.000 токени. А во исто време со нивната солуција за Burn, како и да се викаше, никако да запамтам. Значи тоа беше една солуција која што беше донесена на Ethereum мрежата за секоја трансакција да се гори дел од трансакцијата, а останатиот дел да се даде дали на POW miner или на POS node. Што значи дека дел од трансакцијата постојано се гори. И моментално имаме изгорено 2.600.000 Ethereum,
што генерално би представувало оприлика пола година од претходното минтање пред мрж. Затоа што 4 милиони 600 илјади, 2 милиони 600 е оприлика пола година. Значи, сега, кога имаме само 600 милиони, понатаму ќе имаме многу повеќе горење на Етериум за разлика од тоа што ќе биде произведено. Затоа што имате само 600.000 произведени, а ние имавме во средината на бул маркетот месеци во кои што имавме изгорено повеќе од 1 милион токени на месечно ниво. За жал, многу ми е жал што таа страна веќе не работи, таму имаше цела статистика каде што може да ви покажам. Значи во активни месеци кога повеќе се користи Етериум, имаше повеќе од 1 милион. Значи, да речем, во еден месец генерално имаше таков еден месец, ако не се каде што беше пола од ова фактички изгорено. Тоа ако не беше на крајот негде на самиот врв на бул маркетот. Оно што сакам да го кажам е дека кога ќе се намали инфлацијата од 4,3, моментално е 0,3. Значи они се веќе стигнати скоро до 0% инфлација. Со тоа што како понатаму се движиме кон следниот бул маркет. Вие доаѓате во момент каде што производството на Етериум е многу мало, а горењето е многу големо. Што значи дека ќе имате момент каде што ќе тргне обратно, наместо да биде инфлацион, ќе биде дефлацион. Односно, вие фактички, ако држите Етериум и не го продадете во текот на една година, вие ќе бидете во профит. Што значи, колку повеќе брн се случува од година на година, значи без разлика што цената сама по себе ќе расте. Дефлацијата го зголемува цената на Етериумот затоа што имаме повеќе горење отколку што имаме минтање на Етериум. Имаме помалку токени на пазарот и неговата цена автоматски расте. Значи тоа е убавината на мржот што се случи и затоа гледаме 90.000 нови адреси на дневна база. Значи има многу луѓе што го разбрале ова и што сакаат да профитираат од тоа. А верувајте ми, во следниот бул маркет Етериум ќе биде еден од главните двигатели поради овој факт. Затоа што ќе дојдете во момент каде што веќе Етериум ќе биде многу редок на самите менувачници, каде што луѓето нема да сакаат да го продадат заради тоа што очекуваат поголема цена од истиот. Тоа ќе биде еден од главните двигатели на следниот бул маркет, барем тоа е моја анализа, не останува да видиме, но самиот механизам ви покажува како да ве обяснам, математичка сигурност, значи нема каде да оди, едноставно самите механизми се веќе направени, значи тоа се случува, само е потребно време за да може истото да направи нешто на пазарот, да измени нешто на пазарот. Значи, она што постојано кажуваме со, да речем, каматните стапки. Значи, вие кога ќе ставите каматна стапка на пазарот, потребно е време за истата да донесе резултати на пазарот. Истото ќе биде и со Етериум. Значи, потребно е време за Етериум да може да донесе резултати со овие механизми кои што се имплементирани. Затоа и веруваме, но нели, подетално ќе разговараме кога ќе разговараме на следното видео на Етериум. Сега, нашата драга Солана, значи оние кои што навистина ја почитуваат во ред, нели, секој се одлучува сам за себе, секој одлучува за ризикот кој што се спрема да го внесе, значи да се разбереме. Еве ви уште еден пример дека Солана единствено постои само заради тоа што имаме големи играчи позади истата. Значи на 13 октомври повторен хак во кој што една од апликациите на Солана изгуби, гледате, повеќе, само момент, да не знам каде се наоѓаш, ево. Значи Mango Markets 100 милиона во загуба само за тоа што нашле хак на самата мрежа на Солана и успеале да извлечат 100 милиона долари од истата. Со тоа што моментално самиот market cap за 6 дена, значи од октомври 6 до 13 октомври, се намалува за 1,4 билиони на средината на bear маркетот за да падне од 12 на 10. Многу ме интересира каде се наоѓа, баш би сакал да видам моментално. Се уште еден од добрите проекти, да не се лажеме, затоа што луѓето кои што стоа позади него, без разлика дали е тоа Grayscale, дали е BlackRock, дали е FTX како едно од најголемите менувачници, ја држат да што и да се случи да не пропадне како проект, што мене ми е неподносливо и не можам да разберам зошто би го правеле тоа. Моментално на 9-то место. Да, добро, само сега видам каде се наоѓа. Сега, чисто за ретроспектива. Значи, еве овде, вели вака. Значи, на 1 октомври повторно целата мрежа паднала, отприлика околу 6 часа. Што значи дека сите оние апликации кои што сте ги имале на Solana не работеле 6 часа. А во 2022 година до сега, значи имаме 5 паѓања на мрежата, во кои што некои паѓања траеле неколку денови. Значи да се разбереме една работа. Ако ова се случи на Cardano,
кој што не е, нели, со големи играчи позади него, нели, нема кој да го финансира, нема кој да купи ако падне, ако ова се случи на Ripple кој што е моментално тужен и го пркаат сите, ако ова се случи на било кој друг блокчейн, значи верувајте ми ќе има масовен одлив затоа што луѓето ќе изгубат доверба во самиот проект кога вие имате, значи до сега 5 и ова е 6-ти пат како мрежата паднала, некогаш вели со денови. Значи вашиот блокчейн не работи со денови додека истиот е поправен. И да не заборавиме, ова се само паѓање на мрежата. А хаковите да не ги спомнуваме, хаковите е веќе плюс. Значи, како да ви обяснам, ја не можам да разберам во ред. Значи, можеби ќе има вистина, можеби ќе се поправи, можеби ќе трне нагоре се, ама вие сте изгубиле довербата. Значи, во блокчейн моментално на проектите им е потребно еднаш да изгубат довербата и толку. Значи, веќе никој не сака да го купи. Вели, не, имаше хак, ја тоа не го купувам поради тоа што веќе имаше хак. Значи, сакам да кажам, Solana никако да ја изгуби довербата, иако истиот 5 пати паднал, извинете, 6 пати паднал во 2022 година, плюс хаковите наназад. Така, а ово е во 2022 година. Не враќаме наназад во 2021 кога истото се случуваше. Така да јас и плюс да не заборавиме, нели, фактот дека сакаат да влезат во нечи wallet само за да запрат одредена позиција, значи тоа никогаш не го заборавам. Значи да се дрзне еден цел совет на Solana да гласа да биде влезено во нечи wallet, што значи дека докажува дека Solana самата по себе има пристап до вашиот wallet, што не треба да биде. Значи не смее да биде тоа, тоа не смее да биде. Значи иако не беше директно самиот wallet, беше фактички на нечија апликација да влезе на самиот профил на човекот што поставил позиција, leverage, затоа што ваквата leverage позиција ќе окутне целиот Solana блокчейн. Значи замислете. И они се дрзнаа да изгласаат, нормално после тоа направија ретракција, го вратија сето тоа, но се издрзнаа да гласаат за тоа. Така да ја не можам да стварно, значи колку и да се обидувам да гледам позитивно на овој блокчейн, јас не можам да гледам позитивно. Значи ова се факти кои што се непобитни, јас не сум ги измислил, ова се факти што ги гледаме. Значи како да ви објаснам, јас затоа и не верувам во Solana. Можеби е еден од добрите, спремен сум да изгубам профит, ама јас во Solana како лидер на овој тим не би финансирал. И гледате, че ова го базирам на факти, јас не го базирам ова на сакам некој блокчейн или не. Ја постојано се обидам да го кажам тоа. Дури ако сте малку пристрасни, правите диверсификација на портфолиото с цел да заштитите од самите себе си, а на крајот морате постојано да решавате во однос на фактите кои што ги гледате на пазарот. Фактите се битни, ништо друго не е битно. Дали е фундаментална или техничка анализа, следете и фактите. Не го следете вашето срце, ќе настрадате многу во овој пазар. Binance Burn, значи, не знам дали знаете, но Binance самиот по себе има механизам како Ethereum, кој што работи малку поинако. Ethereum постојано е на Burn, за разлика од тоа Binance има Burn механизам кој што е на quarterly, односно на 3 месеци. Со тоа што моментално имаме изгорено 127.000 BNB до сега. Значи, толку моментално има изгорено, од кој истиот се имплементираше, тоа беше негде во, значи, како се нарекува, тоа е BEP 95, е моментално кога тоа е солуцијата како што беше истата на Ethereum со која што се гори на квартално ниво. Со цел да се зголеми вредноста на токенот, да се намали неговиот supply. Дополнително на тоа е многу битно за тоа што Binance имаше значи пред некое време хак, но разликата во тоа е што Binance веднаш го реши хакот. Значи гледате што направиле. Човекот кој што успеал да земе, значи он не ги земал од луѓе, он само изминтал оприлика 2 милиона BNB токени, така. Со тоа што овие 2 милиона, извинете, нешто е погрешно дека не може би 127. Не, ова е на квартално ниво претпоставувам. Да, затоа што на квартално ниво, гледайте, значи на квартално ниво се горат по оприлика 2 милиона BNB токени. Значи нешто е овдека погрешно, не знам зашто е овака. Ова не смее да види овака. Не можам да разберам зашто е таму, но како и да е. Значи 2 милиона токени се горат на квартално ниво. И овдека може да ги погледнете, значи гледате овдека има запишано кога и колку има изгорено. Моментално е circulating supply 161 милион, а изгорени се 39 милиона до сега. Значи 200 милиона токени треба да има се на се, тоа е уште од самиот почеток, каде што скоро се ближат до 1/4 од токените да бидат изгорени. Замислете колку тоа ќе ја дигне цената во следниот bull market. Сега моментално ја одржува, затоа што бърнот моментално кога цената и понатаму паѓа, ја одржува на нивото на кое што го има како цена, но замислете ова кога понатаму ќе се премести во следниот bull market. Сега
они фактички гледате колку лесно решиле солуцијата. Направиле burn. Значи човекот кој што успеал да ги извлече овие 2 милиона BNB, не да ги извлече, туку да ги изминта, значи фактички они само ги изгореле. Со тоа што он успеал $100 милиона да пренесе во други блокчейни, што ја верувам дека понатаму ќе биде најдено во денешно време, посебно во ваков тип на паблик блокчейн е скоро невозможно да се украдат пари, но како и да е, они веднаш го решија проблемот. Сакам да кажам, ова се искусни луѓе на пазарот, каде што гледате како со следниот burn буквално се враќа на исто ниво каде што претходно бил, односно воопште не е променет. Тоа е една интересна работа која што ја видов, која што сакам да споделам со вас. Значи BNB и неговиот burn механизам е многу добра работа и јас верувам дека истиот ќе има многу добар напредок и поради тоа што користам Binance, јас верувам дека значи останува да видиме понатаму како се движи, но ако треба да бирам, ако се сеќавате ние разговаравме во крипто категории, би напоменал дека сите треба да погледнат и тој проект кој што го имаме крипто категории, затоа што таму разговараме за сите крипто проекти поделени по категории во однос на тоа дали се наоѓаат во DeFi, дали се наоѓаат во Layer 1, Layer 2, дали се наоѓаат како токени наменувачници, Oracle, значи се е таму поделено, каде што може многу да научите од тоа кои се категориите и кои се врвните на преварувачи во овие категории до сега. Сега, затоа и реков дека BNB, ако треба да земеме токен од Exchange, јас верувам дека тоа би бил токен кој ќе го земеме, затоа што дополнително BNB нуди слично на оно што нуди Polkadot, односно ако го чувате BNB во нивниот Vault, добивате кешбек на вашата кредитна картичка, што е нешто минимално, но дополнително добивате од сите оние токени кои што ќе бидат изминтани на Binance блокчейнот, во самата Binance платформа, сите оние кои што ќе бидат ставени на онаа платформа за развој, каде што може луѓето да купуваат, добивате дел, затоа што имате BNB во нивниот Vault. И MetaMask вели моментално, добро, ова е за Америка, претходно ние веќе го имавме, ова е не знам зашто е толку голема фама, но ајде чисто да го спомнам. Значи, јас сум свесен затоа што јас на мојот MetaMask имам Bank Option, затоа што сум на европска IP адреса и во Европа на сите оние кои што користат MetaMask им е дозволено да користат банкарски трансакции за да купат крипто. За разлика од тоа во Америка тоа не е дозволено и е моментално за прв пат, значи започнува и во Америка да се користи банкарска трансакција како начин да се купи крипто преку MetaMask, односно таа опција не им била дозволена претходно. Она што сакам да го напоменам е битно затоа што сите овие мали напредоци, каде што банките постепено влегуваат во крипто, е само уште еден показател колку се движиме кон тој момент што претходно разговаравме за целосна интеграција на крипто во светот. Затоа што банките пред тоа не сакаа да слушнат за крипто. Значи вие во претходниот bull market 2017 година јас го читав тоа и не може да си верувам. JP Morgan, кој што е моментално еден од пионирите во крипто, затоа што тоа беше една од првите банки кои што званично влегле во крипто, JP Morgan значи им се заканил на собствените вработеници, јас го гледав ова како вест во Америка, дека доколку било кој од нив е фатен да има биткоин или да има било која криптовалута, ќе биде директно избркан од работа. А сега имате ситуации во кои што банките се направуваат кој ќе направи повеќе ваков тип на инволвирање во крипто. Иако они не смеат тоа директно да го прават, за жал, затоа што се уште им е забрането, немаат регулатива, но гледате дека постепено навлегуваат во самиот сектор на крипто. Ова е наинтересен кој што сакам да споделам со вас, вика полицијата во Дубај, односно Обединетите Емирати, моментално нуди како да, во метаверсот virtual сервис, каде што луѓето може да пријавуваат. Иако ова е малку небитна работа, но интересно е што генерално, значи ваква невообичаена соработка со метаверс ви покажува колку луѓето полека се стремат кон тој виртуален свет кој што доаѓа. Сакале не или не, следните генерации ќе бидат целосно интегрирани во овој виртуален свет кој што доаѓа. И мене ако ме прашувате, би било паметно да се инволвираме претходно, пред да чекаме некој да ни каже дека се инволвирал на време и направил пари. Значи мене ако ме прашувате ваквото инволвирање, гледайте, зборуваме за цела држава. Значи вели United Arab Emirates, значи иако нели ова виртуал анама, нели? Гледате, овака изгледа во виртуалниот свет самата полициска станица, иако е малку смешно, како и да е. Интересно од целата ситуација што е? Значи, вели, Обединетите Арапски Емирати се обидуваат да го пресретнат метаверсот. Значи, они дебело се припремаат. Ова со полициската станица е само
како да кажеме, мал детал, но е интересен. Затоа што вели, Обединетите Арапски Емирати се обидуваат да станат Metaverse Hub. Значи не крипто хаб, Metaverse Hub. Значи она што зборуваме за Send, за Mana, за Engine, се обидуваат да станат фактички местото каде што ќе се прават овие девелопменти. Затоа што моментално државите се напреруваат во тоа кој ќе земе повеќе компании кои што работат со крипто, кои што работат со Metaverse, кој ќе земе повеќе програмери, кој ќе земе повеќе проекти. Значи, иако сето тоа тивко се случува, значи гледајте, моментално зборуваме за значи ова се гледајте се прост пример, само ова да го преведеме. Вели, ова се двајцата шеици или шо и да се што владеат со Дубај, кои што велат дека сакаат да бидат, значи, предводници на метаверс во светот. Значи, ова се не се овие некои, не знам, бизнисмени од Дубај. Ова се главните, сега не знам пак како се нарекуваат таму, не знам, шеици, што и да се нарекуваат, кои што се владетели со Дубај, кои што сакаат ова да го донесат на нивно тло. Значи, затоа велам ја, ако Америка не побрза, има кој да стаса. Тоа многу ме радува, затоа што не чекаат Америка да каже, па другите да следат. Значи, тоа време заврши, ја верувам дека на брзина и времето на Америка ќе заврши, се надевам дека ќе го видам тоа, но како и да е. Моментално многу ме битно што има многу луѓе што се, значи многу земји кои што се обидуваат да го напреднат сето ова и да почнат целосно да го користат. А тоа е поентата, значи тоа ни е битно како канал, тоа ни е битно како инвеститори. Таму се главните пари. Mastercard looking to make cryptocurrency everyday way to pay. Што уствари сакаат да направат? Значи, првенствено, ваквите компании како Mastercard и Visa има најголем обем на трансакции во светот. Со тоа има и најголема мрежа на луѓе кои што ги користат нивните услуги, без разлика дали тоа се физички лица, компании, корпорации, финансиски институции, што и да се. Поентата е, они ќе има најголем допир до крипто, затоа што колку се само паметни, до 2021 тој бул маркет само се шпекулираше дека ќе има ваков чекор. А сега моментално ги гледаме овие чекори, што следниот бул маркет многу ќе го забрзаат. Вели, значи моментално Mastercard се обидува да го замени тоа, да мора вие да имате картичка која што е поврзана со криптобанка или криптоменувачница. Како што на пример јас имам Binance Card или што и да е, така? Значи вели, ќе направат посебни програми кои што ќе работат исклучиво со крипто, каде што ќе може директно да користите вашите криптовалути за плаќање. Иако плаќање со криптовалути, ако мене ме прашувате, е најголемата глупост што може да ја направите во животот, ако не сакате да купите денеска биткоин кафе и тоа да ви биде најскапото биткоин кафе што сте го испиле во животот за 2 години, ако ме разбирате. Така да плаќање со крипто е за идиоти, ама нели секој одлучува за себе. Поентата е дека фиат, значи долари и евра, ти се за да преживееш. Крипто ти е за да изградиш иднина. Ако мене ме прашувате, ја така гледам на работите. Но интересно е тоа што ваквиот момент ќе донесе публикација на крипто низ целиот свет, затоа што замислете кога на вашата Mastercard апликација ќе ви речат па може и Ethereum да ставите за плаќање, може и со Ripple, може и со ADA, со Solana, со Shiba Inu, со што сакате може да платите. Значи замислете колку ќе биде тоа поблиско до секој човек. Значи, едноставно луѓето ќе дознаат за крипто ако ништо друго. Иако моментално сите се обидуваат да го кондензираат до моментот кога за жал веќе нема да може и ќе експлодира. Konami, сега, ова е за оние геймери кои што следат мојот канал. Значи, ако се кеа да јас ви кажам, моментот кога блокчейн ќе пробие во гейминг индустријата е кога ваквите джинови како Sony, Konami, EA Games ќе влезат. Вели, Konami моментално бара Metaverse Web3 девелопери и се обидува да направи NFT Marketplace. Значи, Konami за нивните следни апликации очигледно сака да се приклучи на Metaverse. Значи, јас ви велам, Metaverse ќе биде лудила. Значи, Metaverse ќе биде нешто што во иднина ќе биде страшно. И јас за тоа, на вистина, дел од портфолиото ќе алоцирам во Metaverse, значи, соодветен дел ќе алоцирам, само нели, да дојдеме да го поминеме овој биткоин, но затоа што така да сакам само да напоменам дека ваквиот тип на компании се уствари оние кои што на вистина ќе внесат значи крипто светот, ќе го внесат во светот на гейминг, но не само кога ќе почнат да се спремаат за тоа, туку кога конечно ќе почнат да прават релиз на игри кои што се развиени на Web3, односно интернетот базиран на крипто, развиени на Metaverse, односно директно во Metaverse, развиени на крипто, пример како што е, да речеме,
оваа малешка игричка, сепак е малешка, да не се лажеме, Axie Infinity. Замислете кога некоја корпорација како Sony ќе одлучи да направи игра во крипто. Значи Axie Infinity е, за жал, мала апликација, да биеме реални. Студиото кое што го развило направило пари, но Sony прави пари со генерации, тоа е разликата. Така да Sony, Konami и EA Games кога ќе почнат да прават игри, тоа ќе биде вистинскиот момент кога ќе влезе крипто во самиот гейминг сектор, а тоа моментално го гледаме. Значи ова е еден од првите чекори каде што гледаме дека ваквите корпорации не сакаат да заостанат позади. Ова е едно од вестите кои што последни сакам да ги споделам со вас, значи затоа што ова се води статистика на годишно ниво. Вели, значи, пазете, моментално за оваа година се зголемила бројката на криптоинвеститори во Америка, иако моментално се во bear market, за 125% од досегашните кои што поседувале крипто. Значи, дури да не продолжиме понатаму, она што сакам да ви кажеме, 125% да се зголеми од претходниот процент кој што го има, кој што на некој начин беше многу мал, значи е огромен напредок. Зошто? Затоа што станува збор за значи во 2020 година пред бул маркетот имаме 8 до 11%, значи ова е во летото, 8 до 11% кои што, значи 8 инвестирале во крипто, а 11 планираат да инвестираат во крипто во 2020 година. Каде што во 2022 година имаме 18% од населението на Америка кои што инвестирале во крипто. 18%, тоа е една петина од населението на Америка кои што инвестирале во крипто. Иако можеби оваа бројка не е комплетно, значи не, затоа ова е статистика, ова не може да биде за жал директна информација, и плюс 15% имате кои што планираат да внесат во крипто во текот на 2022 година. Значи 125% од 2020 година нагоре, со тоа што 11% се качило на 18% генерално. Значи, интересно е да се напомене дека во ваков тип на развиена земја, каде што веќе една петина од луѓето одлучиле да инвестираат во крипто, тоа е огромен напредок. Значи, за жал, тоа кај нас не е толку познато, гледаме дека кај нас крипто е се уште баук тема, не мислиме дека крипто е некој другарче што развило дома, па почнало да продава на другите другарчиња некоја пирамидална шема. Значи, она што моментално е крипто во светот нема врска со тоа што моментално кај нас се представува во Македонија. И ние како канал се обидуваме тоа да го смениме. Се надевам дека ќе ни помогнете во тоа, но ваквите статистики ни помагаат затоа што колку јас и да ви кажувам дека крипто е добро, крипто е вако, крипто е тако, ако Сител или Канал 5 моментално објави веска што вели 18% од американците инвестирале во крипто, ја може да зборувам уште 2 години ќе веруваат на сите на Канал 5. Така да сакам да кажам, ваквиот тип на статистика е да речем главната сила кога станува збор за масовна адаптација, затоа што се додека криптото е учено од вакви канали, од портали, од нели форуми, значи се уште е она, како да кажам, бекграунд, се уште не е дошло до моментот на финална фаза каде што ќе биде мејнстрим. Но нас не е битно да бидеме во бекграунд, затоа што тоа значи дека се уште се наоѓате на самиот почеток на овој бизнис, на оваа финансиска фаза од следниот финансиски систем. Така да ова треба да ве радува, останува на вас како вие ќе осватите, но се додека не сте огледали на сите на Канал 5 е добро за вас, затоа што кога ќе огледате тоа значи веќе сте касно. Или па сте купили и сега сваќате дека сега цела Македонија ќе купи, што значи дека ја ќе можам да продадам. Значи така оприлика изгледа тоа за жал и се надевам дека поголемиот дел оние што следат мојот канал ќе го разбера тоа на време. И значи еден од најбитните проекти во крипто секторот, значи 100.000 нови држачи на Shiba Inu во 2022 година дури и со падот на Shiba. Значи ова вест се зема поради една битна причина, а тоа е многу луѓето се лажат поради тоа што кога ќе видат дека Shiba Inu цената е 0,00000001501, мислат дека нели Shiba Inu ако стаса до 1 цент, они ќе бидат мултибилионери. Сега, значи ако тоа го земеме како маркет кап, за Shiba Inu да собере доволно пари да стаса до 1 цент, треба сите пари на светот да се финансираат во Shiba Inu, за да Shiba Inu да стаса до 1 цент. Сакам да кажам, многу луѓето се лажат на тоа се тие луѓе кои што мислат дека нели Shiba Inu има многу мала цена и ќе стаса до 1 цент, некои мислат и до $1, и они ќе може да го купат Марс. Интересно оваа ситуација што сакам да го напоменам. Не ја гледате цената на токенот. Цената на токенот е последно нешто што треба да го гледате. Кога купувате
цената на токен не е битна. Имате еден тон работи пред тоа. Значи, затоа ваков тип на инвеститори се оние кои што се овде за вие да можете да профитирате. За жал, тоа е таа жална вистина која што спомнав во претходниот прилог, е дека ваквите Shiba Inu 100.000 холдери нови, иако овие се добро, значи ја верувам дека ова се некои паметни луѓе кои што знаат дека иако е мим токен, кога ќе дое след bull market ќе отиде нагоре сигурно. Но ваквите Shiba Inu и Dogecoin токен холдери се причината поради која што вие сте во профит. Така да бидете благодарни, значи јас не сакам да ги навредам овие луѓе, бидете благодарни на оние кои што не сакаат да научат на време, затоа што тие што ќе ви ги дадат парите што вие сте инвестирале на време. Значи они фактички ќе ги купат токените од вас кога вие ќе ги продадете со огромен профит. Само чисто да, нели, за крај да го завршиме нашиот ден со вестите. Сакам да напоменам дека имаме уште многу пред нас. Сакам да напоменам дека иако помине биткоин дното, дури тогаш ќе почне вистинската работа, каде што ќе почнеме да диверсифицираме, да истражуваме проекти, ќе почнеме да гледаме кои се roadmaps, кои се фундаментална техничка анализа, значи децентрализирано се ќе гледаме во однос на проектите кои што ќе ги избираме во следниот bull market. Вистинската работа започнува откако ќе утврдиме биткоин дно. Биткоин дно е само почетокот кога конечно можеме да се ослободиме и да диверсифицираме и да инвестираме во помали проекти. Така да сакам да напоменам за оние кои што следат мојот проект, мојот канал, дека топрва ќе почне нашата работа. Значи верувате ми, имаме многу за учење и оние кои што го следат мојот канал би напоменал доколку имате време, одвоете некое време. Значи јас затоа ги подрев сите тие поучни видеа кои што ги имате 50 и нешто поред, со цел да може да научите се што е за крипто. Сега повторно јас не знам се, но она што го знам го сумирав и го ставив за вас на нашата страна со цел вие да може да го научите. Одвоите по 1 час на денот. Изгледајте од оние 50 видеа поред. Значи не може да гледате секојдневните анализи. Јас знам дека тие се многу популарни, но верувате ми, едукационите видеа се оние кои што на вистина ќе ви дадат знаење за тоа каде да финансирате, во што да финансирате и што вреди за следниот bull market 2024-2025 година. Така да, мене ако ме прашувате, пробајте да обрнете многу повеќе внимание на едукативниот материјал кој што ви го даваме, затоа што кога правиме видео за вести имаме 400 прегледа. Ако го правиме видео за која категорија, например, Oracles или Metaverse или не знам Private Coins Layer 1, имаме 150 прегледи. Проблемот е што, верувате ми, едукационите видеа кои што ги правиме се многу подобри за вас и многу подобра слика ќе ви дадат за крипто секторот од генералните технички анализи кои што се секојдневна работа. Затоа ќе напоменам пред да го завршам ова видео уште еднаш, ако имате време, одвоите време да изгледате нашите едукативни видеа. Изгледате ги сите оние од техничка анализа па до категорија на крипто проекти, сето тоа што ние го работиме за вас и тоа е материјал кој што е evergreen. Значи без разлика кога сме направиле курсот за техничка анализа, ќе биде ист. Алатките се исти, начинот на примена е ист. Без разлика кога сме објаснувале што е инфлација, што е рецесија, токени, крипто категории, сето тоа ќе биде постојано, како да кажем, валидна информација. Така да ако имате време, поминете ги тие видеа, на тој начин ќе научите многу повеќе. Нашиот канал е тука за едукација. И верувате ми, едукацијата е многу битна ако сакате на вистина да бидете профитабилни не само во следниот bull market, туку и понатаму во оваа криптосфера. Уште еднаш ви благодарам многу, знам дека малку не се долги видеата, но како што може да видите, ние не престануваме, нема муабети без вез. Значи нашиот канал постојано работи на донесување информации до вас, едукација до вас. Така да, иако нашето видео е некогаш 1 час, тоа е поради тоа што имаме многу голем обем на информации кои што сакаме да го доставиме до вас. И верувате ми, ако ние можеме да најдеме час и пол, 2, 3 да го спремиме ова за вас, вие можете да најдете 1 час да го погледнете. Немате што да изгубите, ова е вашата припрема, ова е вашиот тренинг за следниот bull market. Ви благодарам уште еднаш за поддршката, ви благодарам уште еднаш што гледате нашиот канал, би ве замолил, нели, како и секогаш, споделете го нашето видео на вашите другари, некој кој што сака да знае за ваквиот тип на материјал. Поентата е што овој материјал е бесплатен, ние ќе продолжиме и понатамо да го правиме, се додека имаме поддршка од вас. И растењето на каналот ќе ни помогне и нас, но ќе ви помогне и вас да доставиме оваа информација се повеќе до македонските државјани. Ви благодарам уште еднаш, имајте добар ден и се гледаме во утрешниот ден на техничка анализа, каде што ќе разговараме генерално за пазарите и што понатаму ќе се случува, но и ќе направиме една многу битна
одзумирана анализа за да разбереме каде се наоѓаме во циклусот, затоа што многу од луѓето се откажуваат во најдобриот дел кога се наоѓаме во најдоброто место за купување. Значи тоа е жално, но тоа е вистинито, така да утре ќе поразговараме малку повеќе околу тоа. Имајте добар ден. Јас отидов во теретана и се гледаме во следно видео. Поздрав од Криптогеймиджи.